сум сигурна дали у 30-ти, у 40-ти или у 50-ти години на прошли век постојаја у Куманово некој Петко Прмак. Петко Прмак бија лик кој што бија нон-стоп у одело, с акташну, носија нон-стоп документи и нон-стоп некога тужија у Основан суд Куманово. Перцепција на граѓанство, да не кажемо пучанство, у Куманово е дека Денис Хаурдич се претвара у Петка Прмак. Односно, дека све нешто он некога тужи, дека све нешто он не е задоволен како граѓанин, дека све нешто он е бија наместен, дека е бија наместен на функцију на кој што у одредено време работаја у јавно предузеќе и дека од озгора на тога и новинари, а и сви други не га поддржавав у оној што га работи, а што све повише личи на личну битку против локалну самоуправу. Опрости ми, молим те, што не испринта мајице на кој што ке пишуе и јас сам Денис. Али ми смо многу далеко од Шарл Ебдо. Добро вечер. Убав увод. Интересно прашање. Јас за Прмака знам само покрај една област кој се вика Прмакови ниве, каде што још нема канализација, има проблем. Али генерално, да, можда на некого од страна му изгледа тај перцепција дека ми све нешто ја тужакам и воду некој битку против ветренјаче, али по другу страну па да не си ми окожу. Пошто спомињеш наместена функцију, па тргнат и све тој. Не, јас сам повикан тамо да биду у период пред некои избори 2017 година, кад се дешава еден многу интересен момент на базен, вода е зелена. И ме викав мене, како човека кој работаја на такви проблеми, да га решам. Решава се проблем, доваѓа понуда да остану и да го одржавам тој, пошто видуев дека разбирам го работа. И тук почиња целата, куде што ја видуев дека у принцип, ако предходно сам бија у приватен сектор, па имаја сам свој бизнис, па сам све тој прошја, бија сам по страну, по фирме, и доваѓаш, очекуваш дека барем тој што вради дел важи у приватен сектор, дека би требало да се испоштуи држава, кој за жал не е такој. И с проблеми што се среќавам на тој место каде што сум доведен у момент, нели туриш прст на чревло и размислиш што се дешава. Кој, што и зашто е овој десен. И тој почињав. Нели, бива в избори, променува се власт, доваѓа гарнитура и почињав тече вода од струја од неонке. Нека тече. Немамо време, види там што можеш. Да се доведеш у ситуација да работиш, да сакаш да направиш нешто, да си одговорен и на крај да одговараш. Зашто плачеш и никој не ти дава материјали или било што, или никој не ќе да преземе мерке. Зашто е такво нешто што ga зборимо најскупо и најдобро у Куманово, најдобро у Јужнан Балкан тамо или не знам куде какви бева точни комаѓа, али кога ќе улегнете унутра видите дека е све скапано. И ту почиња борба со замерке, со примерке до администрацију, до општину, до тие што су работали, ту почиња мои контакти, куде што да кажу у први 2 години сам покушаја да се уклопу нин систем, кој за жал га нема. Се сведува на устни наредбе, на моментално политички потребе, кој што треба и како да направи. И од тој почињав несогласица с рководеќи кадар,
с мои приметби, замерке, некои работи како се работи, зашто се работи такој. Па после иде нов циклус на избори, па иде нов циклус, па иде вкавге меѓу партија, па ти си за овога, ти си против овога. А уствари за све што сам се борија и што се боруј ден денеска су права на радници што да работи в тој и права на граѓани што су потрошени нивни пари да имав добробит за тој. Пошто очигледно за такви работи никој не се замара. Значи ми имamo милион проекти, милион физибилити студија, платени с наши пари, не ги стои. Никој не ги перцепира и никој не сака да ги спроведе до крај. Испада дека ти си бија едини професионалец таму што си имаја работу с дилетанти. Едина предност ти е било тој што не си бија партиски веројатно вработен за да бидеш послушник. Мислу дека нина перцепција, нели, перцепција како су ме перцепирали у тој момент е најверојатно допринела да они се направи тотално погрешен прорачун за мен. Затоа што они знаев дека још од далечно 93-4 годину сам еден од основоположници на тој некој так не е ни било СДСМ, пола од ним не знаев како е настанај назив СДСМ, така е било СКМ ПДП. Сам еден од тие што го е формираја младину и што тие луѓе што некад и ден денеска су на некои функции су ствари кадар кој заедно с мене учија и творија, за жал ја до 98 година, пошто так видео Што значи за жал до 98? За нив жал до 98, пошто ја успеа до 98 година на првото тој кад поддржа нешто што е ван клише од партија, тој мислам чини бева студентски протести Филип Петровски Ќуцен да го спомнемо, ја беше у Скопје, тога студираше и едноставно ми се чинеше како паметна идеја они тој што го зборив и што го предпоставја, пошто тој су ретки луѓе кои можев да предвидив што ќе се деси за 5, 10, 15, 20, 30 години, затоа што сви работи што су направени, ми сега што ги трпиме последици не су, да кажеме од овој или од претходен или од пред тој мандат. Него су сви тие луѓе били у систем каде што свак си е направи едно место на делување и без разлику дали за 10, за 15, за 5 години, за 6 месеца он ќе дојде и он ги си го истера тој агенду. Кој за жал само продуцира, посочите ми ви, пошто имате контакт. Знаете ли некоја сиромашнога политичара? Дали може кој? Бирам да не одговору на тој питање. Видите, нели, ако е дискусија, да не буде она рецитација или монолог. Нека те чутање и немање одговор, сам по себе одговор. Тој е проблем и тој е порив, зашто, нели, улазате у објект, улазате у средину, кој некој ви го представља дека е задни крик технологија, дека тој што има таму е тој, не постои ништо боле и попаметно и дека да, тоа е. Зашто ме нечев некои луѓе, зашто јас знам дека базен или било кој објекат, прво, за да се направи, мора да имаш свот анализу и да видиш дали тој ќе биде sustainable, дали тој ќе може да се одржава во живот. Ми за жал ги имамо генерално тој проблем у наш град, зашто ништо не се одржава. Добро, и ви предочуете на руководеќи органи дека тој не е sustainable. Точно. И они имав замерке и од тк сте, условно кажано, трн у око. Од такој ли... Види, поентата е и све датира од тој што СДСМ е так на локалну власт у Куманово, моментален градоначелник е исто СДСМ, значи цела тај... За која годину зборимо по-специфично? 2017. Значи, можда е прво или друго решение во општина Куманово што е подпишано, господин Димитриевски, на мене ми го е подпишае. Процес е прочнат у претходнога директора, фатива избори, продужени претходнога градоначелника, после тој нели за избори не може да се спроведува в огласи, после избори, дали прво или друго, затоа зашто ми бемо критичен кадар кој мораше да ги има вработено на базен за да има какву такву употребну дозвол. Значи да може да функционира, значи ви морате да имате техничку службу да се одржава. Значи да е вода по
правила и прописи, значи да се знае колку е pH, колку е хлор у њума, значи температура, да се одржава системи автоматски, полуавтоматски, да се све тој преработи, да се све тој среди, да тој функционира. Зашто на крај крајава тој објект никад не има како што треба по закон технички прием. Значи, да некој гарантира дека е прошето, дека е видеа, дека е све добро и дека нема да има проблем, дека тој ќе работи. Сега испада дека ви сте, Хауридичу, биле еден од техничко особје кое што е работало најпоштено и дека за тој сте имале и реперкусие на свое радно место. Па да, затоа што сам бија досадан и не од другу страну, па да се заштиту себе. Значи, замислите ви вечер доваѓа ви 100 деца да пливав у базен. А ви кад се спуштите доле у подрум и кад погледнете до згоре, од неонко тече вода, од струју тече вода. И ти пријавуеш. Значи, дописи, молења, луѓе, не био. Терај здраво. Нема овој мандат паре за базен. А ви треба лично да го понесете на крај одговорност. што и да се деси, пошто сам магистар за заштита и безбедност при работу, инженер за заштита од пожари, металуршки инженер, руководещо лице сам бија у ДС Искру, значи прво технички директор, претходно сам ги прошao сви могуќи, значи знам што значи кога ќе се повреди човек, знам што значи кога ќе се повреди странка, знам што значи ја имам искуство подкрепено с папиричи. Проблем е што ми имамо луѓе кои нема никакво звање, знање или бил, али су изразиле поддршку така те требало да се отиде, дали ќе се протестира, ќе се вика, ќе се небитно што. Добро, Да не механизми не су Да, и најголем проблем зашто се дешава, затоа што сви што се запослив, да кажемо, с некоју си, некакво си директиву од негде, да не се лжемо тој дека огласи, конкурси, не знам ти што, тоа е излитена фраза, да не се лжемо. Сви тие прво работив, и јас сам работаа 3-4 месеца, па чек, не знам, па како ќе ти дадемо паре, па да видимо, па овој треба да одобри, па онај дај луѓе распишете оглас. После ако одобри, нека одобри. Тоа е бија најголем. Што дека има оглас, еве го. Еве сега, кад смо веќе куде огласи, да не забравимо после. Еве оглас. Еве га оглас. Оглас за здравствен дом. Добро. Откаде оглас? Еве га оглас. Па сега ќе го прочитамо интегрално. Не, дали е нов или е, да кажемо, од 3 август? Значи, од пред вика 3 овако е. август. Како загрижени граѓани на град Куманово, сакаме да ви доставиме проверена информација во врска со вработување на медицинска сестра на последниот јавен оглас во здравствен дом Куманово. Кога? Затоа што имаше неколку јавни огласи. Значи, Дали е пред август или е после август? сега ќе го кажам и датум. Прворангираната медицинска сестра е вработена без да поседува лиценца за работа, односно нема положено државен испит, кој е нешто не само што представува кршење на позитивните законски прописи, туку и представува загрозување на здравјето на граѓаните. Ви ја доставуваме оваа информација за да ја запознаеме целата јавност со цел надлежните институции да превземат соодветни действија и сите инволвирани во овој случај кои имаат примерно непотполни документи да одговорат и еднаш за секогаш да се стави крај на незаконските вработувања и во така хаотичното ни здравство. Значи на овој оглас, на последниот оглас од септември, односно од август се извинувам, се вработени 11 медицински сестри албанки и само една македонка. Во здравствен дом Куманово владее хаос. На луѓето блиски до директорот не им се наплаќаат здравствени услуги. Додека фирмата тоне во долгови, директорот не излегува од кафана. Службени возила се користат за приватни работи. Во итна стоматологија наместо доктор услуга укажува медицинска сестра. Превработеност на медицински сестри, а директорот во предизборен процес
кога не е дозволено вработување, тој вработува медицинска сестра. Во брза помош, каде постојат големи поплаки од граѓаните, работни простории се користат за швалерај. Интегрално пренесувам. Во прилог вие доставуваме конечната ранг листа на кандидати од последниот конкурс, што секако во текот на ова издание на подкастрување ќе го емитуваме интегрално. Последната особа со колку бодови е? Ќе го видимо ранг листу после. Okay. Зашто уопште зборимо за тој дали у здравствен дом Куманово е примена медицинска сестра без лиценцу на работу, у време като Македонију доктори на онкологију место цитостатици давасва обичну воду на пациенти заболени од канцер. Зашто и како се справуваме не само дали тече неонка вода од неонку на градски базен, него следеќо прашање уствари е како се справуваме со овие работи. Еве, ми смо га сега овој прочитале и е јавно обзнанено. Без разлike дали сме у изборан процес или не. Мене ми е јасна твоја лична битка. Али што прави граѓанство у поглед на сви овие работи? Тужи ли ти? Тужи. И? И доби претрес дома. Тужи ли зашто си истеран од базен? Ајде да почнеме од почеток. Овако е. Вие ме прашавате конкретно за здравствен дом. Да, имам некои сознанија. И албанци се пишувале, македонци, и ред други работи за запослување. Мислиш обратно? Не, албанци се пишувале македонци. И требаше да се запосли македонци, запослени со албанци. Па албанци су македонци. Али како и да е, ја па не улазам ни у едну ни другу квоту, пошто ја од тие имам најмалку у мене, па тако да ја се осеќам овој државу како треќе разредно лице, затоа што, нели, бошњак сум, по татка. И тој е проблем, затоа што ви не су само македонци, албанци, турци, срби, има и бошњаци. Нека превагне малце мајка од Значи, Табановце. Тоа е друга линија, тоа е па ептен царска линија, тој е па колонизатори овој државу, ги викав некој, така да... Не, да си од власи ќе превагне женска линија. Како и да е. Поентата ми е следеќа. Значи, овој ја што го работу. Значи, ја го работу конкретно за едну фирму, куде што сам работаја, куде што сам у еден момент бија свиркач, у друг момент сам бија иницијатор, у треќ момент сам бија контактираен новинарски службе, прво по Куманово, никој не е сакаја да објави, па прифатива ИРЛ од Скопје, од куде су веќе не е битно да го работи Вајсмел случај. Смешно испадна да ви у мај месец, на 1 мај, кад треба да идемо, нели, кад е празник, сви идев на пикник, јавја ви се директор, река, молим те, дај со вилјушкар, заврши го работу, има 4, кои искача после 54 тона нешто да се складира од место А до место Б доле. Провериш, видиш што е, видиш која е јавна набавка, видиш колку е набавено, што е, како е, провериш интернет и видиш дека уствари па и не е било зор тој да го купуваме. И тој се почињав да се собира многу работе. Едно дојде информација, друго пошто си у жижу на жаришта. Ти си на градски базен. Доваѓав деца, ама доваѓав и njeni родители. Ти како некое одговорно лице си у контакт с нима и се има размена на информација. Одговорно да, али не најодговорно. Да, Ти пред некога треба да поднесеш извештај. Точно. Тој ќе биде одговорен. Не е тако за жал, затоа да пројдемо на ти. Да пројдемо на ти. Зашто си Дени се ти осеќаја одговорен за нечио погрешно работање? Сакале ли су? Затоа што кад те стави да те некој посочив дека веде, значи вршител на должност, работоводител на базен. Значи јутре што и да бидне, он е вршител на должност, значи он добил овластување. А тоа што он барал, у меѓувреме, пред кога ги добил тие извежбања, значи,
комплетно што треба да се набави, кои мерки, кои се нелиценцирани спасители да добијат лиценци, да тоа функционира во рамки на позитивните законски норми и прописи. Кога видов дека едноставно секаде се ѕидови, не можеш да им влезеш со позитивна мисла. Тогаш почнав да стапувам во контакти со советници од првиот мандат, кај што беа советници, гледав кај може да дојдам да им ги кажам овие проблеми за да ги соачат проблемите, да ги изнесат и воочат, ама јавно да ги искажат на седница. Прифатија некои советници да ги зимаат информациите мои, ги кажуваа, но секогаш и ради нивната младост, неискуство, а подоцна можеби и нешто друго. Сакаш да кажеш дека Совет на општина Куманово, односно дел од советници, си ги користија како инструмент да се представи твој проблем у Совет? Не мој проблем. Него? Значи не е тој мој проблем. Проблем е... Добро, тоа е наш проблем. Наш затоа што проблем, е наше Куманово. затоа што базен е јавен, правен с јавни средства, и тамо доаѓа наша надеж иднина будуќност деца. И ви на тие деца, ако не ги пружите услови, а ги лжете дека све е окей, супер е, топ, вода, коска, значи, да, имамо, ми може да направиме пиар, да кажеме дека е ама реално не е тако е. И легнеш дома, дојдеш и викаш, чекај, кога лжу ја? Сам себе, Тој се вика савест. луѓе около мене, и дали јутре, ако видимо да си се кочани, дали јутре, да не дај Боже, дошло до струјан удар или до било што на базен и да сме имали 80, 50, 30 тела у базен, да мора некој да ги вади, дали ја би могаја да спиам мирно? Или било кој друг? Тоа била мој порив, затоа што ми смо сами, бутајки ги проблеми под тепих, добивајќи одговори, тој наредан мандат ќе се решава прашање, ми дојдемо во ситуација да ја успеju и да најду врске, тоест луѓе како мене совесни, кои ќе ги предочив и искористимо еден момент кад се правесва ревизија за сви јавни предузеќа, кад наш градоначалник искочи чек да видиме што се работале, и пред мене стои ревизија за чистото и зеленило, конечен извештај за извршена ревизија, финансиски извештај и ревизија на усогласеност за 2020 година на јавното предпријатие Чистота и зеленило Куманово. И дошле луѓе од Скопје, државна институција, потпишано све и дава мислење претходна година како е работено. И ви ќе го прочитате овој, што се они утврдиле, па фирма имала да даде контрааргументи и на крај да се донесе овој коначен записник. И ќе ќе земете да го прочитате, има една многу вика, прво, ако отидемо на тачке, вика, што су мислење на Завод за ревизија. Немој сви тачки е случајно да си почнаја да ги читаш. Не, најбитни куде почиња проблем. Не најбитни, што е суштина на ревизија? Суштина е на ревизија дека јавни набавки, конкретно набавка за Ајсмел, иако се одговориле на нино мислење, не е окей. Што значи не е окей? Значи треба некој да одговара за тоа што не е спроведена по закон. Такој пишува овдека. Нега ја тоа измислувам. Што се прави по основ на едну такву ревизију? Значи корак дале идемо. Корак дале правосудни органи. Проблем е каде нас што оваа ревизија треба да стигне до јавно обвинителство и јавно обвинителство според мислење по службено должност да постапи. Дали е поступено? Па не е поступено, а ја ќе ви го кажу и разлог зашто тоа е многу убаво наведен. Али овај ревизија па предизвикала други реакции и акции врз база на ова што се тврди. Пазите, овој е документ од државна институција, не е овој се знае Денис Рајков Ивана да го напише. Значи подпис, печат на државна институција, официјален документ. Добро. Куде што вика? Дека од 2016 година, пази, од 2016 или 15 кога е донесен закон за административни службеници и за работници,
дека у предпријатие плата не се исплаќала законски. Проблем, значи плата. Автоматски од тој се иде за сви тужби што се тужи чистоќа одработени, дека плата не им е исплаќена според закон. Што е проблем? Проблем е што општина Совет никад не е донела одлуку за вредност на бод. И тој бод никад не е с одлуку на Совет пресметувана плата врз базу на тој. Од тој што могамо да видимо, да утврдимо, да исконтактирамо, видимо дека ако сака директор да награди некога, ќе му зголеми бод, ако сака некога да ga намали, деградира, ако значи увек е користено некои правилници кои за жал не се според закон. Добро, чекате ли го ви конкретно ревизија да пројде, евентуално да има некакав фидбек од правосудни органи за да тужите поединачно или колективно? Значи, за да дојдемо, молим ти се, до момент на личну битку и како почнува она? Лична битка, значи пред мене почна процес за тужење, пред да искочи, још кад искочи нацрт верзија на овој. Ја беше толку доблесан и чекаго да искочи конечна верзија, можда сам ја огрешил. Можда сви тие 3-4 точки што бева набројаните туј, нотирани, и замислите викат чак што беше и нотирано дека ВД директор 2 мандата поред бија незаконски назначен, пошто на ВД директора едини цил му е 6 месеца да распише оглас за да дојде некој менаџерски оглас да добие, значи да биде некој вработен по мерит систем, да исполнува услови. Ми добивамо 2 пати истога директора, па га 6 месеца менјав, стављав го другу директорку ВД да биде и после па га вреќа за тоа што имав притисак од ДЗР. Значи све тој по линiju до куде можемо. Знаеш, ај мислам ќе го сменим, па ќе го вратимо, па не е проблем. Еве ми до куде можемо. Ако нема со адекватен одговор од правосудни органи, еве до куде можемо. Точно така. Ако се дава вода у инфузија наместо цитостатици, еве ми до куде можемо. Да, али не е тој прашање за тебе лично како е почнала лична битка. Затоа што мора да го спомнемо и перцепцију на народ. Да, али овој кој што вика, пазите, овој баш доваѓамо до тоа што вика прашање. Кој што вика дека Хаурдич само му е криво што не е бија унапреден, па за тој иде против руководечи органи. Супер, кој го кажа, тој би може да дадемо писмо каде Хаурдич вика: Господо драга, дај молим ве, спуштете ме еден степен надоле, тргнете ме да не сам одговорно лице од базен, ја нема да имам проблем. Нека лега затвор некој друг, зашто ја? Или Хаурдич тој е expendable? Не. Шалтате го одговорност у момент кад ќе видите дека нема одговорно лице. А видите, проблем е што ни ве стављав одговорни, ви плачете, користите пријатели да го донесете проблем, срж до проблем, успут искористите и направите и 3D проект комплетан с колко све ќе кошта, обезбедите донација, све тоа да се сработи и отидете однесете го каде некога настал и викате готово ви е овој све. Едино не може да се уклопи никој од тоа. Подкаструваме во Аура бар ен ресторант Куманово спа, затоа што оваа посебна аура делува на нашите гости, ги инјектира со неверојатна искреност, после која чувствуваат глад и не знаат што да одберат од менито на аура, бидејќи однапред се предупредени дека се е превкусно. Аура Куманово спа е преубава и ноќе и дење, и не само во подкастрување. Што нема криминал во тоа. Ово е кога спроведете овако како што е напишано, нема никој да има бенефиција, само јавен бенефит ќе има. Да имате и зимуска да може да се бањате у градски базен. Надвор. Не они како што викав у затворен, пошто е покриен и откриен, значи ако е затворен не работи, нели? Али тоа е наш кумановски. Да не бегамо многу од тема. За овакъв ревизорски извештај најбитен дел не го спомнаваме у njega и тај што викате ви и онкологију дека нели се докажа веќе признава вину, е проблем да заштитни механизми унутар предпријатие, контролни механизми, и ако им е наложено с ревизорски извештај, подхитно да ги формира.
Значи, внатрешна контрола на работење на свако јавно предпријатие. У сви ревизорски извештаи, што со ист период, е нагласено дека ни у едно предпријатие нема механизам на контрола и заштиту. Што значи тоа? Тоа значи директор сака да го пушти плату денеска, направена плата, радни сати, тај пакет мора да отиде куде тога што има овластување за ревизију унутар предпријатие, да провери и да парафира дека е све тоа окей. Ај што нема више савест куде поединци? Дали мислите дека Ај е што- намерно оставено и ако е наложено... Ја не сам у овој подкаст да мислу. Ја ви давам на сви гости ви да мислите. Али ај што мислиш? Измислено е све. Ај што мислиш дека нема савест куде сви поединци? Нели гледаш дека од искуствен аспект никога не га брига више дали има внатрешна контрола, дали нема? Грешка се. Кога га брига? Па Доктрина оние доктрина на демократију требаше да биде масовна описменетост на население. Македонија, Босна и Херцеговина, на Балкан. Масовна описменетост требаше да го освести човека да размислуе сам за себе у свое обкружење и преко социјални феномени да биде, да има и емпатију, нели модерно кажано. Освен таблоидни блјувотине и псевдонаучни тврдења на социјални мрежи, што друго ми прочитасмо, освен објаве на Дениса Хаурдиќа, борца за правду, дека некога га брига дали има внатрешни контроле или не? Кој? Пак ќе дојдемо на моje прво питање. Кој треба да го носи мајицу с надпис "И јас сам Денис Хаурдиќ"? Не га брига Денисе никога. Тоа е проблем. И што треба да направиме? Торбиче на рамо и да идемо тамо куде што ги брига. Извини, јас сам работаја за америчка компанија. Баш да чую како веле, најголем... нинак формула за веле продају, бидна формула за веле издају. Види, се ќе ви кажу. Да У чую. најголем затвор. Па тужили го чистоќу за PTSD. Тој то прв ки иде сега. Тој то прв ки иде сега затоа што момент кад сакав да ме префрлив на депонију, 2 дена после тој на човека на смену куде ја што сам требаја да бидам му исцепена глава. И има и за тој... Не ми е намера да зборимо за судбину. Не, сакам да ви кажу дека ако играте поштено, слободно очекујте дека Ви играте, ти Денисе, играш поштено. Да. Затоа што имаш документи, имаш црно на бело. Имам. Па ако играш поштено, зашто ти доваѓав и ти правив претрес дома и ти го малтретирав фамилију? Објасни ми га тој. Ја не можу да поверую. од стра. Од стра. Да, од стра, од тој што после избори на 19 ноември треба да се попише чистоќа. Затоа што луѓе малку знаев дека сам ја доверител во чистоќа. Пошто сам ги добија на суд дека не ми е исплатено по закон, тоа што е Да требало. расчистимо, тоа значи добија си ги на суд. Добија сам, значи ја имам 4-5 тужбе против. Значи ја тури главу у торбу, финансиски сам независен, никој не ме заработаја сам си ги пари и ќе ги потрошу. А на крај ви граѓани ќе ми платите. Не, ама ви граѓани ќе ги платите тие пари. Достак негде околу 100.000 евра, тој што ќе треба чистоќа да ми даде. Секса со овој што направива за овој, што направива, тој прв ќе биде и ќе искочи, не сакам да збору за Како тој. некој ванземајче. Бе, ванземајче, луѓе се плаши во дистину. Луѓе мисли, пази која глупоќа, Луѓе се плаши во дистину, али што повише зборимо, тој не значи дека повише смо управо. Нека ти ќутање има своју смисла. Види, жал ми е што луѓе може да има перцепција, најверојатно со тој с години научиле дека кучињата лаат, караванот си врви. У мој случај не е така. Куќето лае, ама караванот не си врне. Зашто? Ајде да видиме како ќе успеев да го одбранив чистоќу.
Упат каде мене на дома беше да се одбрани чистоќа. И овој го одговорно тврдиш. Дел од упат 100%, тој за да се запре постапка. Не случајно тој човек што исто е куде легнето каде njega с дронови, е вешто лице кое ќе открива куде су вештачења и све што е правило чистоќу су на штету на работникот. А како ја лице, кој јутре треба да направи проценку и безбедност и ризик за работно место, ќе мора свако радно место да го познавам, за да можу да направу такав извештај, тој се вика извештај за БЗР, и каде што свак вработен ќе треба да го добија адекватну одлуку за негово радно место. Зошто го велам ова? Затоа што некој што работи на градски базен и работи со 33% хлороводородна киселина, која една капка отвара рана. Значи, мирис, значи да помиришете вака сад, падаш у несвес, крв тече. 2 пати до сега ми се има случајно затоа што некој идиот користел сад кој не требало да го користи. Од од пробата, од самиот мирис да го осети што е тоа унутра. Друго, самата просторија кај што се чуваат тие хемикали, тоа не е склад. Значи не може да добие, значи нема проблем додека не биде тоа што... Има ли като ревизорски извештај? Све има. Поентата, има и тужба. Има и тужба од 1.800.000 евра која е направена од лица, значи стручни, од судски проценители, кои ги општината има ангажирано да утврди врз база на моите забелешки и на другите забелешки дека има пропусти во вредност од 1.800.000 евра на тој градски базен. Да се стачи... Дали се доволно 1.800.000 причини да Денис престане да збори? По вас. Имам таков документ затоа што сум бил во комисија. Овдека подкаструju и поставljam прашање. Добро. Следеќе е, дали мислиш дека народ е толку лень, уствари 100% мислиш, дека нега и уопште интересира во овие работи, колку од нас се уклучив на официјален сајт на општину да ги прочитав јавни набавки. Кој мислиш дека ќе се заземе за твој случај? Освен платен адвокат. И за тој го емисију почнасмо како Петко Прамак, кој сам се себе заступуваја. Ми смо лени, ми смо неодговорни, ми сакамо одговорност да го пребациме увек на некога другога. Сам викаш дека у совет на советници си ги даваја прашања. Кој е резултатот тој? Освен што су биле поставени прашања. Решавање на случаи ме занима. Ако си ги даваја на советници, куде е цела улога туја и на градоначалника? Ја не си давам слободу да га викам Маки. Ако смо заедно играле джамију куде болницу како деца. Ја не га викам Маки. За мене он функција градоначалник. За да те вика некој градоначалник треба да заслужиш. За да те вика некој господине треба да заслужиш. За да те вика некој ѓубре и тој треба да го заслужиш. Куманово е, знаемо го не муабет, боле око да ти извадив него ли муабет. Еве, 8 години пробував да извадив муабет. Мене ме интересира ти што пробуеш за све овие години? Еве га резултат. И докуде си? Еве што пробував. Резултат е претрес дома ти правиле затоа што те осудуев, односно те обвинуев дека си го снимаја полициску станицу за кој што ти имаш докази дека Google и Ервас суга тоа направиле, а ти си бие у тој време на одмор. Види, предмети у истрагу што ќе се запленив ако су за општо добро на истрагу, како беше тој? Не можев да се задржив у полицију затоа што не гарантирав дека су доказ у обвинителну постапку. Вратисвали ти ги дронови на тебе и Гавриловскога. Значи, какви су овие дронови и зашто служив? Сега ќе кажам, значи мене ми е вратен дрон, пошто некој го излъжа полицију дека ја немам дозволу за летење на дрон и дека мене некој ми ga даја дрон на поверење, на кој па јас сум си ga летеа, па вајда ги е тој било нешто. Поента е што
Ја имам дозволу. Поента што е дрон е купен на фактура од моје име, платено на фирму да ga имам. И у тој момент кад дојдева и кад го они констатирава, тој на ним ги почнува да ги се распада, али тој не би сакаја, пошто ќе има сега реперкусија за све овој, не би сакаја да улазам во поголем дел, али поента е дека ви овој дрон, пошто некој било да е седнаја да прочита, на сваку батерија има угравирано колку тежи дрон до 249 грама дрон, се рачуна дрон кој може свако лице, ако има обуку, а обука е бесплатна на сајт од 1 март е закон ступија на силу, кој смо и ми учествувале и ја и лице, нели, мој соработник, смо учествувале човече управење на тој закон. И сега прво е било глупаво ја да го прекршу тој закон, да не го поштуј јутре, ми сме саки лиценцирани, значи имамо лиценцу на One Drone Balkan да можеме да држиме, да обучуваме полиција, ми ги обучуваме, новинари од TV21, сви оние што ги апсива кад беше во протести за кој, на Стенковац ми ги држаме обуку. Што треба, како не треба да се лежи, куде треба, како кад се снима колона, што без разлика ако ти каже режисер још 10 минута, нема, ако немаш дозвол, јако мора да се вратиш дома. Добро, да резимираме, ово значи наместен процес, зашто е било претрес куде тебе и Гавриловска. Значи претрес е било дека никој нема основ да ти влезе дома ако не ти испабрикуе нешто дека си ти направија. Ја може да ви покажам и поруку, лично пратено до едно официјално особо, за сега ќе го оставу тајност да видиме што како, дека значи пратено на 1 август. Цитирам: пријавени су дронови за лет, немој јутре да ме мавав полицајци да дизав джел. На битно особо пратени. Значи знаеле су, могале су да ме повикав. Ама приватно не е официјално. Не. Прво, треба ли официјално со смейл да се најавиш? Не, значи дека нешто ќе снимаш. Значи скриншот му е пратен од агенција дека на тој локација од толку и толку тоа има најава дека може ќе сакамо да летиме, може и не. Што на крај искачи добра работа, зашто ми на тој локација не летемо, пошто претходно дознамо. Што летите бе на викендице на Максу овој? Зашто летите па таму? На викендица на Макс кој лете? Па такој викав дека летите и тамо. Што имате у Драгоманце? Види, освен ако не га мапирате земјоделско земјиште. Што имам у Драгоманце ја? Да. Па жена ми е од Ошљаци. Па мене ми е Челопек, тоа е 300 метра разлика. Ма ви мислите дека тоа е проблем каде луѓе се. Нема ја што да мислов дека. Како има... викаше Аце Русевски? Нека му мисли. Па нек му мисли. Нека му мисли они. Али највише да му мисли в граѓани, затоа што они су сега збунети. Многу интересно. Они су сега збунети. Они викав, ово е случај, како беше тој? Како беше Крамер, продуцент нека ме подсети, Крамер против Крамера. А ово е Хаурдич против Димитриевскog. Не. Зашто луѓе светуе? Ово е Хаурдич против градоначелника. А што сега ти га викаш Маки? Па да, ама нек ме тужи за Маки, дека нека каже дека случај, отварамо га случај. Чекај, немам печат како Апасиево га ја да зему штиклу и отварамо га случај. Хаурдич против Димитриевскog. Добро, да, ајде, може ли така? Може да го отворим. Граѓанин Денис Хаурдич против градоначелник. Да. И у целу политичку климу, у време кад не се знае дали ќе ни биде поново градоначелник Максим Димитриевски или не, ти не си само храбар што го отвараш овој случај против njega. За народ ти си луд. Конкретно ја против Максима не отварам случај. Па во е Куманово. Види, ја не отварам. Добро де против чистоќу. Види. Па кој е у чистоќу? Видите сега. Мене никад не, тоа е нина грешка и погрешна перцепција. Тоа е исто како да не ми го прими в колумну у Кумановски муабети и да ми каже фабе, знаеш што? Малце знаеш кој е газда знаеш кој е газда. Е по-добро да и. Значи, ај сега малце, стварно да пројдемо на ти. Ако да нека пројдемо на ти. У Куманово важи да не го ваду штиклу за печат. Добро. У Куманово важи кога га молиш не треба да га љутиш. А кој е кога молија? Треба ли да га... Чекај, кој е кога молија? Треба ли да се доведемо у ситуацију
да ga молимо градоначалника, еве да не запосли, еве моментално и двојцата смо незапослени у Лидл. Тој люди Денисе не га разбирав. Оните тебе разбирав. Колко ботови има куде тебе на профил? Колко има лажни профили? Па има тамо, отворите те профил Јован Трајковски. Како се боримо против нима? Не се борим. Што е слобода? Он сака да му одговориш. Што е слобода, Денисе? Слобода е Слобода. Слобода е тој што мисли да ga кажу и да стои позади тој. Куде мене ги е проблем што Ама све на што... социјални мрежи, куде су правосудни органи? куде... Да зачепи уста на сви. И да кажев Денис Хаурдич против Крамера, пардон, градоначалника, ga доби случај. Видите, не може тој да ga каже правосудни органи. Кад ќе победиш ти? Чекате, па тоа е најбитен дел, зашто е овдека иде да се направи Денис дека е криминалец. Значи, откако добивам отказ од чистоќу, незаконски, после избори, куде што одредени особи ми кажава, ми би сакале ти да не постоиш. Значи, едноставно, татко ми да не ме направија. Ја тако ga сваќам тој. Значи, 2 години, откако сам намаван од работа и како иде судски спор. Пази, работан однос е судски спор кој е поитна постапка и кој треба да се реши у рок од 6 месеца. Дали на вас ви е логично да такъв спор, какъв и да е, трае да се промени в 5 судии, да трае 15 рочишта и да трае од 2022 година и још да трае. Куде што у момент, ја викам, окей. Што има врско со тој градоначалник? Он има 800 проекта направено за овие 4 години. Ќе те кажу мило, пошто стварно си ми мил. Што има он врску со судија и со правосудни органи? Менаџера на предпријатие кое доставља фалсификувани службени белешки од фирма на суд. И пробуе суд да ga доведе у забледу, ga избраја градоначалник. Не ја. И не ја избере на конкурс. За тој е мој револт према градоначалника. Има го јасна врска. Друже, ти си градоначалник, ти си го избраја njega, тој, подривајќи ga твој дел. Докажливо ли е тој? Па дека еве. он ga избраја? Па кој ga стави? Само градоначалник с подпис ВД може да назначи. Не може баба моја Љубица од Тавановце никако да стане и да подпише. Искрено ќе ти кажам. Али овдека вика, да резимирамо, да скратимо, у полицију сам отише, Денис Хаурдич, татко Аго, мајка Светлана, роден, бла, 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 кој изјави дека сака да поднесе кривична пријава против одговорни лица во чистота и зеленило за кривично дело поднесување лажни докази од член 366 и фалсификување на исправа. Пријавителот е предупреден и последици за лажно пријавување согласно член 366 од Кривичен законник. И овој поднесено на 28.2024. Има ли абер? МВР сработува све. Иде, улаза, зима, по насоке на обвинитела, предмет се враќа у обвинителство, со обвинителство треба да даде насоке. Што дале? Поента е, докази су доставени, значи барање за одмор, и па погрешува у датуми, тој ги е проблем на ним. Они не може да сватив дека и кад се прави фалсификат треба да ги уклопиш датуми да се нели да има. Тој ти иде на тебе у прилог. Ама Ако види, ништо друго, то без... јавно да го кажеш. Да, датуми ги погрешиле. Абе, они терапију на људи погрешуев, па нема види сак што се решава. Види сак што се решава старт, типа датуми погрешиле. На 26 март 2025 година, во консултации со мојот адвокат, до основно јавно обвинителство Куманово, до председател, еве го бројот на случајот, поднесок ургенција за постапување. Значи, ја на обвинителство Куманово официјално на 26 март 2025 викам, дечки, што бидна со случајот кој е флагрантен фалсификат? У документ, на еден документ имате 3 години различити. Значи, имате архивски број од 2021 година, имате одмор барање за 2022, а самото барање формуларот
доле пише поднесено во Куманово 2023. Значи, не ви треба тука многу да размислувате дека не може ти да бараш одмор уште у јануари претходна година на 30.12 заведено деловна книга. И со судие, како беше оној со багламери, нега мери. И после иде, разлика? после иде тој после 3 месеци. Никаков одговор од Ојо Куманово. Добро. Пуштаме поднесок ургенција за постапување на совет на јавни обвинители до Република. Значи идеме директно. Кажи га, Северна Македонија пишува. Да, север. Да. Не ми е битно пошто мене пошто ти не си реално Бошњак. ако Не, постои, на вас ништо не ви е Не, битно. битно ми е. Ја ќе ви кажу, искрено, да беме у Европска унија, Македонија ќе беше цела. И добро што има северна, запрашајте се куде ви е исток, запад и југ. Куде су тие другите Македонии? Многу е убаво што е северна. Тоа ќе бидемо цела. Само зависи какав фокус ќе дадете на тој прашање, што ќе сакате, некога да навредите или да повредите. Ми да беме во Европска унија, дали ми ќе ни требаше на 25 октомври за да идеме до Халкидики, да се сликамо там посебно, да бидеме овој. Не, ама некои други со грчки златни пасоши, со бугарски платиниумски пасоши, нема проблем. Ми Има пак ќе ли ги има. одговор на тој? Одговор на све овој е претрес. Аха, дојде смо до суштину. Надам се дека добро се гледа дронче. Значи, Ово одговор... може ли да го кажу дронче? Кој модел е овој? Ово е Мини Pro 4, значи... Состијали су 249 грамски Да, батерија. и сега има Мини Pro Значи, сега 5 и еве ја јавно ќе ги Треба ли ја замеснам. за овој да имам обуку да га лету? Види, обука е онлайн. Значи ти имаш квиз од... Значи, One drone? Не OneDrone, значи тој е официјален сајт на government, значи За на продажбу? северну. Добро. Не, куде што полагаш. Куде што Иначе полагаш? за продажбу можете у Рацио груп или на официјален сајт dronestore.mk, тоа е поента и куде што пред било каков дрон да купите, ви ќе бидете прашани дали знаете, ќе ви биде покажано с наши дронови, ќе ви се даде наш дрон пред да купите, дали уопшто разбирате што правите с него. Наш дрон за наше Куманово. Многу ми се допада. Може ли тој да ви биде слоган? Не. Наш дрон Не. за наше Куманово. Еве Проблем реклама. Проблем е што... Проблем знаеш и што е? Што истина е моќна и мора да победи. Да, И ако некој го открие истину, како Денис Хаурдич, не му е само привилегија, него му е дужност да го шири, Денисе. Ти го шириш истину. Може ли да се сложиме? Може ли да го видиш тоа? Општина Куманово сектор за урбанизам, ич неќу да читам овакви официјални документи Ама и тоа е многу бирократски битен документ, глупости. многу документ. Али, распише јавен овоз за партиципативно тело. Да сме живи и здрави. Да си ми жив и здрав и ти си член на партиципативно тело. Тоа е друг дел Добро, значи има неколку од претрес. разлози за тоа што Тоа е си... друг дел од Добро. претрес. Значи, ако си ти у сектор за урбанизам член на партиципативно тело за работу... Значи, и ни еден ако- дуп, ни еден гуп, ни ништо не може да пројде без И ја да ако го погледам. ти- Официјално и службено. Ако ти се супротставиш на некој одлуку, макар и с глас против, Да. имате гласање, нели? Транспарентно е на такав начин, Па, за и против, воздржани или? Нема, ние Не баш. усвојуваме Дискусију записник. имате. Имамо дискусија и на крај Да. усвојуваме записник. Нели, дали су убацени наши замерки? С кој памет те некој ставија тебе у партиципативно тело? улаз тамо, погледи ga датумот каде тој. С кој памет? Па не, они убаво го скриле објаву на табло доле. Ми случајно го видемо. Пуцале си у ногу, брат. И у четвртак поднесемо, до петак беше рок. И за тој он има проблем. Во врска со вашата пријава од 9 декември 2020 година. Па да си- Ама чекај бе, брат. Так су они биле корону су имали. Не, скрива го Прости. објаву, имам слику од објаву куде Ни мирис, тутун. ни слух, Пажи, ништо. имаш ги оние паноа, а она скриена од позади. Ја го сликам. И тој случајно човек ми кажа, оди тамо, види, правив овие па да мулјав.
Правда. Истин беше тако е. Правда е спора, али достижна. Од 2020 годину тебе сакто прв ти вршив претрес ради дрон? Не ради дрон, ради работа што со сак работели таму што сум се правија будала дека не ги виду. Затоа зашто бакар кад се дигна док беше на базен или бева 1300 кила бакар или 700 прва изјава на маките за да дојдеме до 17 тона и 900 кила. Много читаш Кумановско горило. Колку пута дневно го отвараш? Много пут да ти кажам право. Много пут, цели 5-6 пут. Од сабајле с кафе и навечер с лакум. Како прав бошњак, нели? И после, што да ви кажам, алкохол не пију. Што мислиш, колку пута градоначалник отвара Кумановско горило дневно? Мисло дека не го отвара, пошто чу дека го блокирае, разбираш? Страга, он не сака да комуницира. Али градоначалника комуницирае доволно с мен, лично и персонално. И доволно работа му имам напишано и оно, тој се плаши. Затоа што и упат каде што беше Много дома го направи каде мене. моќнога. Не е моќан. Функцију на градоначалника го направи моќнога. Советници Поставља му- судие, налага претрес, евентуално. Не кажа дека поставља, забравljate еден момент Не бе, каде ја што, забавувам, а не забраву. Ја не забравljам. Министерство за правду, чива? Министерство за правду е на граѓани на Републику Северна Кој има Македонија, кадар да извиниш. инсталирано тамо? А ете ја ќе го... Мислиш дека има толку влијание? Мислиш? Па добро, да нема влијание, за ќе се брукав и вчера оние двојца да му стоив с 350 души сами двојца на... На што алудираш? Па, на кишобраните на прославу, дали ги на митинг, аха. погледали слike кои има со, да кажем, Ја имам информација дека чат GPT изброја 180 кишобрана. толку, 350 луѓе без тие на бину. А и мало е некој што се жртвуев и на кишу стоев. Мислу, Да не беше и тие, да не беше. Беше. Ама ли? не беше таму. Ја беше да пројду да виду, чисто ме интересираше. Беше пред моју зграду до Цитадело, тој сам израснаја, школанско дете сам, а штаб ги карши. И јас се допушти цигарете тој пред дуќан, и гледам што собира доле гужва. И таман кога се сликав оној да направив групно, ја пројдео од овој другу страну на улицу позади сликара. И осети дека ме боде в очи. Тој пројдева директно. И кога видео ствари треќа МУБ, нели? Треќа МУБ, познат градски дел, центар. Кога Не виде бе познат градски дел, еден од два булевари у општину Куманово. збору за партија што си го рачунав треќа МУБ, колко држи локација кои ми, нели, Концентрација на силе. Да, пошто имате после доле библиотека, па имате овам, па онам штаб тие политички. И кад видео ствари дека 7-8 човека што пројдева с мене, што се поздравива од нивните, срам ги е. Срам ги е што мора на кишу да искочи таму и да... Значи, у очи им се гледа срам. А јас седу така од страно, пробава да ме затворив, пробава да ме заќутив, пробава обструкција милион да направив, да си дозволи фалсификувани документи да даде у суд. Тој може само луд човек. Пошто има едно дело кое овдека не е пишано у пријавото, ама тоа е доведување на суд во заблуда. Дали сваќате како е одговора некој, колку е одговора на кој суд ga доведе у заблуду? Свесно. Проблеми су за тоа зашто добива одговор од тој некоју интелигенцију што постои у град. Значи луѓе кои ga знаев право, луѓе кои су вешти лица, луѓе кои су проценители, кои прошле сито и ресето. И ја ги користу тие луѓе, лош збор е користу, али користу ги нини услуги, кои си ги легално плаќам. Највише треба правни механизми да ги користиш. Да, И све да обелодениш. Али све се обелоденуе, само видите што има, што да обелодено. Ја бија сам пред 2 дена на рочиште за разлика во БОД, тужба, куде што судика сама веќе 6 или 7 пат ги опоменуе
дали агенција за супервештачење, дали туженога да достави потребну документација. А и сама знае дека не може да го достави, пошто не постои. Сваќате ли дека ми имамо проблем, ми немамо документација за било што? Значи, денес како радник пратен да работи на красто, а нема обуку за на тој радно место, не смее да биде пратен. Зашто ако се повреди, директно одговорност има на работодател. И све тој треба да е писмено. Ама праќа се и ке се повреди, не дај Боже. Па праќа се бре радно време по приватни до дворови да работи, да средуе. Па доваѓамо да ga подкастримо. Па треба и овој што Не, ја не кажа кога. Треба. Не, ми треба систем. Да Систем треба да. И мишлења на граѓани. Види, Кога граѓани, брига? ама види, Па мене, колку пута знаете има ли, некој без шлем на ботаја па погинаја. Види, Кога га тој брига? Ја ќе погинеш у Ирак со шлем на Црна главу, хроника. ама так донесева сейфти, донесева дека на конструкцију горе е поштетно да се работи со шлем, затоа што момент кога ќе наведнеш со главу, може да ти падне шлем, да појдеш по njega, да паднеш со све шлем. Тој се дури видева, луѓе донесева, али таму се решава кога се увиди проблем, не се чека па чек ми ќе ги прашамо Майк Мео и Топ 5, па ќе ги прашамо овие. Не, ти си одговорен за тој, тој ќе го решиш проблем на лице место. Овдека е тај проблем каде нас, што ми ga видимо куде е проблем у систем, куде е дупка, и наместо да трчимо да го закукамо дупку, ми трпај. Да пројде све што повише. Многу лесно ги евидентирамо проблеми, али не ги решаваме. Ја ги решавам. Дали, еве, сак може да отидете и да видите дека после 36.2023 година е почнало Совет да донаса одлуке за вредност на бод. Дотак не е имало. Овој годину прв пат е донесено на Совет да пројде динамички план на чистоќа како треба да ги исфрља ѓубре кој мало колку пат да се појави. Сега, пошто чистоќа поплаќа на еден GPS, може да знаеме и мора да го чува годину дена тај податок, куде е било свако возило, па ми може да направиме преклапање, да видиме. Ви по динамички план сте требале да изработите овој, дајте ни ги тие на нас, ми ќе ги преклопиме, ќе видиме дали сте изработале. Дали Овој што го збориш Ѓурум по царство отишле 6 пут, овој месец да не сте ѓубре, пишува ви 6 пут сте требале да отидете, дали сте отишли, дали сте. Ако не сте, ќе им намалите сметку на тие луѓе. Овој што го збориш е перфектен и малце утописки начин за формирање на граѓански сервис со кој што ниједен градоначалник до сега ајде да кажемо не се сложија и не ga е прифатија. Ајде да кажемо још по-утописки дека никој нема ни да го прифати. Ово е граѓански сервис, знаеш ли зашто? За едукација на искрено луѓе. ќе ти кажам, мислеше дека Максо, пошто нели негови противници тој време ВМРО му праве сва таму игранки около чижме, споменик, тие работи. Ја мислиш дека Максо, пошто е био у Ирак, е сватија таму како функционира една forward operating base. Значи, он имав таму а веруј свак град има такво, нели, у поразвиени земји има место, центар каде што се вика операција. У тие операција 24 сата стизав жалбе, пофалбе, критике, проблеми, све тој. На луѓе што работив тамо е прво и основно да ги категоризирав проблеми, што е П1, приоритет 1, П2, П3, П4. И имаш П1 мора да се искочи на лице место у 1 сат. Извини, мора да се насмеев. П1 овдека су паре. Проблем е, сви су овдека сребролюци, сви гледав кроз призму на паре. Зашто овдека имав проблем с мене? Пошто ја не размишлям така, не сум васпитан да разгледа сак Ивано, ај, ти ќе се удружиме да видиме кого ќе го рокнеме овога или онога. Дали ако пишемо овој и му пратимо да го види, па можда ќе му текне дека не треба тој, па ќе не. Значи, ми можеме и тој политику да бидеме некои други што ги. Не можемо, не збори у множину. Ја тој не можу. Види, ја генерално збору хипотетички, али поента ако си избраја правац, ако сакаш да ти, па
чекайте, ова е борба од 2017, не е од ичер, па мислите ли дека ја да беше било што, да имаше нешто прљаво, до сега немаше да биде извадено? Јавно да беше раззапнат. Еве ga, овај, курвар, коцкар, пијаница, дрогераш, швајле, значи, знаеш у Куманово како, ама ти закаже. Али проблем е, нема тој, нема такво нешто што може да те дискредитира и тога Да, мора бе, да многу убав идете. пипер си купија за евар, виде. Па, Домаќин човек, види. немав што да ти извадив. Али Тој- куде го гледаше? тој Разврску. Не, ја, ама дали Разврску. ти приметуваш дека јас играм мајтап с ним? Знаеш, оној мачка и миши, мачка га фатила глушчуку, ти ја држи га за опаш, па га пушти, оно трчи там, па там му шляпне овако, па оно отиде там, игра си мајтап. Зашто не зависиш од нима, Денисе? Тоа е, не сам си га даја дупе под кирiju. Свакој си га ја даја Не зависиш. дупе под кирiju, ја га жалу. Ама не можеш Доваѓа да ми кажеш. човек близак и ми каже, брат, знаеш што, ова се наљутиш. Слушај, сестра мора да подпише за да знам, знаеш, ќе го запослив овамо. Таква е работа. Пише да ми доваѓа, вика, абе, може ли да те ставим у список? Се правиле по 25 души требале тие што немале решение, по 25, надградива га и СДСМ. По 25 души да пише, да те пише. Викам, сигурно пишете ме мене и дајте га список там, кај ќе га види, викам, сам список ќе се запали. Уплашива се кад исто зашто е овој све. Не е овој од еден ден. И ден денеска господин градона, па и ви сте биле куде njega, па знаете дека мене ме спомињае за едно друго работа. К4, К5, кад требаше да се гради доле зграда, кад им собра, кад им искочива у комитет 400 човека. Преку 836 јавни забелешки има за дуп што треба да се прави позади сетак. Неоспорни су 800 негови проекта. У отчет тој пишуе. Ама видите, Значи, срамно е. Ја би се срамија. Ја би се срамија да кажу, проект направимо за шетање кутриња доле. 10.000 евро. Оно што су го градиле позди Браво. А још посрамно би ми било 2 терена да легав доле, тениски терени да легав, с одлуку на Совете задужена чистоќа да ги работи, а не ги работи. просечен граѓанин на свако општество е најбољи цензор. Сакаш ли да го добиеш овој своју личну битку или сакаш да га цензурираш у све што направи градоначалник, без разлику дали е Види, Димитриевски или не? Види, треба едно да сватите... Дистинкцију мора да направиме. Треба да сватите дека у прв ден луѓе бега од мене, збору 2017-2018. Па имаше луѓе кои ми рекаат, ти си нетачан, ти за инат збориш, дојчер беше с njega, зашто сак такој. Па убаво знаеш, корона кад беше пакети, Црвен крст и ти беше водителка на тие овој. Како идеше комуникација, куде треба да се стварно помогне. Кој ги исече сви тие што има свој големи убави куќе да не добиев пакети, зашто дојде шофер и каже, брат, отиде тамо, што да ти кажете, не е за поте, може да нас да ни помогне, а ми треба пакет да му однесе. Да. Свесна си на тој период. Ама има еден друг дел. Како што има квази елита, такој тъкне нас прогласисва за квази новинари. Види, Која е она да кажуе дали и Денис, дали на некога треба да му се даде пакет или не? Па, види, ако- Човек се јавија на телефон у отворену програму, ти не га видиш у какви услови живи. Точно. Како викав овие по неписмени, свака час ако излаже на негову душу иде. Он вика, ја немам леп да еду, треба ми га пакет. Да, ама кај ќе види, ви сте имале живи јавувања у емисију, куде што се јавив, овакав, онакав, или некој мисли дека на некоја треба помој. Доле беше сасвим друга прича на базен. Ви добивате спискови. Спискови направени уопштено демековие су социјални случаи. Ама тој беше све фарса. Ама види, Цела корона беше фарса. знаеш кој е проблем? Проблем е ја ги имам сви тие спискови. Име, презиме, од А до Ш, све ги имам. За тој, пази, овдека беше, зашто тој сам работи, ја ги имам сви фактури, сви кои су донирале. Значи имам Што ќе се промени у овој град и да се објави в тие спискови?
Ма нема Што да... ќе се промени ја у овој момент да га зему телефон и од загрижени граѓани да кажу која медицинска сестра у уред да не га викамо здравствен дом у интерес на граѓани? Сад ја ќе га кажам Што друг ќе се дел. промени ако кажу дека некоја албулена без лиценцу га земала радно место на Што пише некој у Магдалену? Што пише дека? Пријавител кој е? А Денис Хаурдич? Па тај што ти е пишаја. Прво ќе му кажеш пријавили у полиција. Пријавили негде. Не, зашто не пријави? Ама јас знаеш сестра, моја работа, еве го. Све анонимно сакав да биде. Види, јас сам надвор од работу, затоа зашто јас сум лично отишao, зашто знаев откуде им е претња. Тргни ga, нема гале. Прво сакасме да купив, видева не могава да купив, па отидева дале с други работе, па покушава фирму на жену да блокирав, па покушава свашто. На крај знаеш што ќе добиев? Мој чист образ, нини прљави, Вешови? не дупиња. Веше друго ќе ја смениш, ама каде прљаво дупе треба се бањаш. Да го завршимо емисију. Може? Свакако може. Може ли да се сложимо дека слобода и слободен човек е на некој начин спокој? Слобода не условуе. Слобода нема транспарент. Слобода е одраз твој на твои битке и не нужно на разрешнице на тие битке. Дали Денис Хаурдич се осеќа како слободен граѓанин 2025 годину у Куманово? Ја да. Затоа зашто сам дошao до степен и ти прегеска видеи кои луѓи и што и како да ја може со свакога прво и основно да разговарам на ти, каде мене не може да постои тој, ама ти си не, и ти си човек од крв од месо, и јас сум човек од крв и од месо. Ја може да имам едно шипку повише много или ти некој вештачки кук, али па смо луѓи. Ако ми не може да се разберемо на ти, него почнемо да ги користиме оние нели функции за да се заштитиме од тој. Абе, јас сам ти директор, ти ќе работиш како што. Има еден проблем. Каде мене увек што су ми кажали немој тој да направиш, јас сам тој направил. Зашто знам дека е исправно. Зашто знам дека ја аманети од мојега дедо и од едного и од другога нема да ga погазу и прегазу. А оригинален муабет од уика ми. Уче, биди си ти злато. Ни една рѓа не може да се фати за тебе. Значи, дали си видело на било какvu форму злато, рѓа да се фати? Нема. Зашто? Зашто не дозволявам таа ја ќе седну и с криминалца, и с лопова. Мене многу луѓе овие сега што беше, пошто е дел и она една друга партија учествува во овој комбинација, хибриден напад заради некои други интереси, или тој ќе го збориме вајда некад натамо, кај ќе се заврши оваа постапка, кај ќе биду со златан зуб, например. Пошто требаше да иде, еве тоа една анекдота, требаше днто кога ми легнава претрес, откажуваа сам, каде зубара комплетно зуби правење, разбираш? Ет, и вика, па така бе, са ќе иду, ќе ме гледат. Ќе плати народ све тој. Мене тој ми е криво. Зашто не се опасулјива наши, абе нека туши. Знаеш што ми ја каже ВД директор еден од моје предузеќа? Уочи, пренеси му вика на твојега адвоката, бип, паре ќе земете. Сам се цензурира, пошто не сакам да уочи да ти ga каже директор, некој одговорно лице, с девојче покрај njega да се направили мангуп, да се исчаталили, што му беше поента на сред улица да те сретне, да каже, поздрави ga твојега адвоката и кажи му к паре ќе земете. И за тој к паре ќе земете, што су мои пари што сам ги одработаа, пази, што ме следуе по закон. Крај крајва по закон ме следуе, бе другар. Како можеш да ми кажеш мене такво нешто? Па има да патиш цел живот за такав муабет. За да се направиш пеливан пред другу особа. Кад ќе ги земеш пари да си туримо по еден златан зуб, па ако ништо друго, широк осмех, златан зуб за наредно подкастрување. Значи, еве, па рѓа да не се фати на нас. Нешто. Свак динар што ќе го зему од овој, ја ќе го вратам на најад.
Мене не ми треба пари. Тоа е поента, тоа е големина, луѓе баталите пари, бе што, 100 милиони и што, милион, 2, 3, 5, ќе ги изедеш, ќе ги однесеш тебе. Па ти барем знаеш колку е битен живот да си жив и да си слободен. Многу да признам.